Зашто е да и до 50% во транспортните трошоци очекуваат дел од поголемите прилепски компании, доколку во Прилеп и Пелагонија повторно стартува железничкиот карго сообраќај, кој што веќе наголемо се најавува и разгледува од страна на владата. Најголем проблем во моментов за компаниите се ценовните шокови и постојаните варијации на нафтата и другите реагенси и деривати. Цената на транспортот се зголемува секојдневно, така да овај состанок беше добре дојден, да ги донесеме мерките кои што треба да се превземат, да се ревитализира железницата, затоа што во овие услови сега настанати нови, мислиме дека железницата е права алтернатива на патничкиот транспорт и дека може слободно да се замени и да ги намали трошоците со кои што секојдневно се среќаваме ние компаниите кои што работиме и при увоз и при извоз на стоки добра. Од регионалната стопанска комора во Прилеп вела дека индустриските железнички кракови во градот би можело да се ревитализираат за неколку месеци и без многу чекање да започне карго превозот на стоките, а не да се чека од 6 до 12 месеци, како што најавија од Министерството за транспорт. За да се ревитализира кракот према индустриската зона од Прилеп, мислиме дека може многу порано тоа да се заврши и тоа го очекуваме, затоа што ако чекаме една година, 6 месеци или една година, тоа е веќе изгубено драгоцено време, посебно во овие несигурни времиња, кога секојдневно имаме различни случувања. Ја очекувам дека во 2 месеци може да се заврши сета работа. Македонски железници транспорт во моментов се осовременуваат со нови локомотиви и вагони и сега ќе може да ги извршуваат овие услуги кои што долго време беа стопирани поради немањето токму на овие средства. Целосно да ја заживеме железницата, тоа многу ќе помогне и за екологијата, за да се намали камионскиот сообраќај, но исто така ќе помогне и да се заштитат големите инфраструктурни проекти кои што ги градиме. Знаете дека се изгради експресен пат градско Дреново-Фариш. Ќе работиме во следниот период на потегот Фариш-Прилеп, се работи автопатот од Прилеп до Битола, но поентата е нив да ги зачуваме, не да ги уништуваме. Робата која што најмногу теретува, дали од мермерните комбинати, дали од големите производствени капацитети во градот да се носи со воз. Железничкиот карго, но и патничкиот сообраќај се едни од главните начини на превоз на стока и патници на секаде во светот. Доколку се реализираат овие најави, и Македонија полека ќе се вклучи во овие трендови.